молчиш. Немој да стоиш настрана, другарче. Ако молчиш и ти учествуваш, да, помогни, побарај помош и пријави. Крени глас против врсничкото насилство. Во светот на Биби, медиумски феномен на гледана серија со македонска продукција. Биби и Боби ги привлекува најмладите, ги опива пред малите екрани, но ги одмара и родителите. Која е глумицата која го позајмува гласот за поистоветување со најмладата популација? Како да се задржи вниманието, како да се анимираат младите? Во ова издание на Тренинг гостинка е актерката Слагјана Вујошевиќ, која е дел од турскиот театар, но и многу често го позајмува својот глас и во останати турски серии, но и е истовремено и актерка. Добре дојдовте. Добре најдов. Вујошевиќ, она што на почеток би сакал да чуеме од вас, што е првичниот момент или предизвик за да се анимираат најмладите? Гласот, ликот, гестикулациите? Би рекла комбинација од се и многу повеќе од тоа. За анимација на најмладата публика, пред се сметам дека треба да се прифати одговорноста. Многу е важно, ми се чини дека еден човек не е доволен. Доволен е тим од повеќе луѓе, од повеќе креативци, кои што всушност ги исполнуваат сите овие работи кои што ги набројавте. Таков е светот на Биби, проект кој што она што и се сервира на крајот на публиката е резултат на многу вложен труд на психолози, педагози, аниматори, илустратори, автори, актери, актери кои што делуваат преку гласот само, актери кои што го поземуваат и телото со маска на сцена. Така што е буквално многу внимание и многу љубов и еден убав тим. Bebeğim nasıl? İyi mi? Maalesef onu kaybettim. Hayır. Hayır bebeğim ölemez. Hayır. Kristina lütfen sakin ol. Çok kan kaybettin. Bırak beni! Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Кога сме кај сериите, вие и играте во некој од турските серии. Како се подготвувате? Имајќи во предвид дека всушност играте на тук терен. Глумите во театри кои не се блиски до вас. Да, пред се актерската игра на друг јазик е многу интересен предизвик кој што го топло го препорачувам на секој млад актер, бидејќи пред се изучување на еден друг јазик, при тоа усвојување, би рекла, блиско како до мајчиниот јазик, бидејќи е скоро и невозможно нели да го направиме да биде како наш мајчин јазик. Меѓутоа креацијата на друг јазик подразбира впивање на целиот тој менталитет, на тој народ кој што го говори јазикот, проучување на целата култура за тој јазик, повторно на народот кој што го говори јазикот, така што подразбира многу истражување, впивање на манири, нели секој народ има своји специфични карактеристики, одлики, така што всушност јазикот е уште една карактеристика на ликот кој што се креира. Секој лик е оригинален, посебен. Овде се додава и јазикот како уште една карактеристика на која што треба да и се посвети посебно внимание. Било да станува збор за играње на друг дијалект, било да станува збор за говорење на сосема друг јазик кој што не е мајчин, или во мојот случај, јас требаше да изучувам, со оглед на тоа дека јас не можам да го говорам турскиот јазик како мајчин јазик, јас повторно требаше да уловам некакви акценти кои што се турско-руски, турско-молдависки, за да можам да ги доловам тие ликови кои што ги играм, а тоа беа Кристина и Вера конкретно во тие две серии, кои што едната беше од Молдавија, едната беше од Русија, третата серија бев од Ахаскала турка, како ќе речам. Така што се специфични ликови кои што
си зборуваат на некој посебен дијалект, а мене секако јазикот ми е сам по себе стран, така да. Јушевиќ, како вие гледате или ги коментирате на некој начин, што многу често ќе слушнеме коментар, преплавени сме од турски серии, од шпански серии, малку или се помалку имаме македонска домашна продукција. Да. Па јас ми се чини дека сега имаме повеќе од претходно домашна продукција, многу повеќе, што не значи дека е доволно. Ми се чини дека е убаво да прикажуваме и странски серии кај нас, бидејќи на тој начин се учи. Се разменува, се учи како треба и како не треба. Се инспирираме, се мотивираме да создадеме нешто наше. Така што сметам дека во последниве години се случува еден подем на тоа поле, но дефинитивно не е доволно. Треба да продолжи да расте. Најважно е да си поставиш предизвик и да бидеш искрен пред себе. Цитирам една ваша изјава. Може ли во ова време да се биде искрен, отворен во едно општество каде социјалниот амбиент, во социјалниот амбиент владее недоверба, предрасуди владеат? Може, мора и треба да се биде искрен. Тоа е, ми се чини, само така ќе излеземе од оваа криза. Пред се да бидеме искрени кон себе си, да ми се чини дека сето ова што се случува е затоа што многу малку луѓе знаат точно што сакаат, што им треба, многу работи се наметнати. Јас се фаќам себе си како многу често ми е наметнато што треба да сакам, што треба да ми треба. Во оваа трка за преживување, уметноста стана работно место, значи одењето на проба стана работно место, независните проекти се претворија во тезги а во суштина заборавивме зошто почнавме да се занимаваме со уметност. Еве јас конкретно зборувам од моја позиција. Веројатно се случува тоа и во сите други сфери на едно општество. Велите дека сте се соочиле со предизвикот нешто да ви биде наметнато. Зарем не можете, вие па и другите, не можеме да одолееме на притисоците? Ми се чини дека можеме и дека треба да одолееме на притисоците, а тоа ќе го направиме само доколку останеме автентични со она прво чувство зошто сме почнале да го правиме тоа што го правиме. Од било која професија, зошто јас се занимавам со уметност, кој бил мојот прв жар, мојата прва страст кон театарот, кон филмот, кон телевизијата како медиум во кој што јас ќе се изразувам. Така што само доколку го задржиме фокусот на тоа што ние вистински го сакаме, можеме да останеме автентични на себе си, да не дозволиме тие предизвици, тие наметнати желби и потреби да ни го отргнуваат чекорот од нашиот зацртан пат, тогаш ќе бидеме задоволни сами со себе и нема никому да му правиме лошо. Што прави или како успева уметникот да влијае врз создавањето на вистински вредности, нови ликови, идоли? Се трудиме да создаваме веројатно проекти кои што ќе ги разбудат одново вистинските вредности. Мене ми е чест и задоволство да бидам дел од проектот Светот на Биби, кој што мислам дека има токму таква мисија. Светот на Биби одново и одново ги буди, ги наметнува оние прави вредности. Зборувам за вредности во домот, најблискиот круг, преку друштвени игри се сплотуваат сите членови на семејството да и бидат дома заедно. Преку содржини, сказни, песни се буди одново љубовта кон уметноста, кон пишувањето, кон читањето. Преку разни други активности, дали станува збор за лабораторијата IQ-Up, која што ја буди желбата за учење, за истражување кај најмладите. А најмладите ми се чини се темел на секое општество и е многу важно сите работи да се менуваат од корен, а тие се коренот. Така тие ќе бидат идните генерации, идните возрасни луѓе кои што ќе го претворат општеството во едно ќе создадат една подобра, поубава средина за живење. Čista kako sneg buka, mnogo ljubav iskrena.
Во секојдневието речиси постојано се соочуваме со некакви предизвици. Кој е за вас најголемиот предизвик? Да се обидувам одново и одново да ги гледам убавите работи во сето ова лошо што не обкружува. Толку сме обкружени со црнило? Не, јас би рекла дека ние сме обкружени подеднакво и со добро, и со лошо, и со убаво, и со неубаво. Меѓутоа, како да ја изгубивме моќта да се фокусираме на убавото. Така што верувам дека секоја паричка има две страни. Во секоја ситуација има и убаво и лошо. Колку и да во моментот не изгледа невозможно, ми се чини дека е многу важно да продолжиме да се фокусираме на убавите работи и така да правиме да растат, да се размножуваат, да се заразуваме меѓусебно со таа позитивна енергија и така да го засениме мракот, односно да му само со светлина можеме да го победиме мракот. Каде и каде би сакале да живеете? Сега и овде. Не ми е важно географски, ако ме прашувате. Важно ми е каде и да сум таму каде што сум. Дали се во парите? Ништо не е во парите. Парите се една имагинација во која што сите сме се согласиле да веруваме. Што би рекол Јувал Ноа Харари. Дали ве нервираат политичари кои се лоши актери, уште полоши говорници? Не ме нервираат, ама жал ми е за нив. Кога велите не ве нервираат политичарите, но ги сожалувате, обратно ќе свртам тезата. Мислите ли дека политичарите им е жал, им е грижа за граѓаните? Не знам дали сакам да генерализирам. Политичар во права смисла на зборот би требало да има да ја разбере својата функција, дека всушност неговата позиција е во функција на граѓаните и тоа подразбира прифаќање на целата состојба, согледување на одговорноста која што ја има на таа позиција и тоа подразбира не сожалување, туку слушање на граѓаните. Знаеме ли каде се движиме? Повторно индивидуално, некои знаат, некои се водени, на некои им треба патоказ и тоа е во ред. Меѓутоа, не е во ред кога некој што не знае каде се движи, зад себе влече толпа луѓе. Јошевиќ, на крајот ќе завршиме поточно околу македонската култура. До кога културата ќе биде на маргините? Или може би грешам во мојата проценка? Се појавуваат на премиери за да ги видат, да ги сликаат, а потоа речиси многу често, било да е театар, било да е кино, салите се полупразни. Веројатно е било да е опера. Веројатно е повторно резултат на моето домашно воспитување, но јас сметам дека повторно одговорноста треба да ја бараме кај себе, а тоа сме тие кои што сме оние кои што ја шириме уметноста, ја шириме културата, уметниците. Сметам дека сме подеднакво одговорни. Значи, ние треба да се избориме, ние треба да наметнеме, да ги разбудиме оние вредности кои што претходно во минатото биле многу актуелни, се разбира. Сите оние луѓе кои што се на државни позиции, кои што даваат внимание конкретно, а сега тие се во фокусот на вниманието, кога би го пренеле тоа внимание на културата и таа ќе се воздигне. Така што со взаемна работа, взаемно осмислување на таа мисија и визија за растење на културата во нашата земја, можеме само да ја тргнеме од маргините. Но сепак сметам дека и на маргините таа има исклучително значајно влијание и успева да се протне во некои пори, да наметне некои вистински вредности. Не би била толку
негативна во тој контекст, но дефинитивно сметам дека треба да со заемен труд да ја тргнеме од таму каде што не треба да биде. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Следете разговор со актерката Слагена Војошевиќ, главниот лик или надсинхронизатор на Биби, поточно Светот на Биби, таа инаку е и директорка на Скомрахи.